Како Зелена партија, ние ја поддржуваме иницијативата за декриминализација на употреба на канабис за лична употреба. Потребна итна декриминализација на канабисот, а потоа и да се најде соодветен модел на легализација. Она што е важно е сите ние заеднички да ги дефинираме следните чекори. Декриминализирање е првиот чекор, кој е следниот чекор, вие имате барања, постои политичка ситуација. Власта можноста од ваква нејасно дефинирана регулатива ја користи за политички прогон. Да се престане со де факто криминализација. Доследно применување на законот како што е сега, а дополнително доуредување за да во иднина не ни се случи повреда на принципот на владење на право и правна сигурност, сите да знаеме што е дозволено, што не е дозволено. Навистина е поразително да слушаме дека за 0,10, 0,15, 0,20 грама човек лежи една година во затвор. Владите на државите потписнички на овие конвенции имаат право да не наметнуваат затворски казни за поседување и лична употреба на наркотици. Ќе бидеме активни чинители и нема апсолутно да дозволиме да останат, особено парите, бенефитот од целата оваа работа во рацете на партиските лидери и нивните поддржувачи бизнисмени. Кај една сеопфатна дебата на сите активни чинители и што побрзо да се преточи таа дебата во конкретни законски измени и решенија кои што ќе доведат до декриминализација и легализација на канабисот. И тој закон политизира, за жал, таков политизирање на законот нас не носи до ситуација да не можеме да оствариме елементарни можности во еден бизнис, без разлика каков е бизнис. Ако ние почекаме уште малку, може ќе излезе EU GMP 2 или некој нов стандард кој што ќе треба да го гониме уште 5 години после тоа.